ако ги видиш системите кон кои што стремиме, на пример Европската унија. Добро. Ако ја видиш сопственоста на целокупната економија, она не е повеќе приватна, напротив. Они повеќе имаат јавни ресурси кои што се многу, значи натежнуваат во однос на приватните. Ние кај нас имавме брутална приватизација и таа продолжува до ден денеска. Значи нас ни се деси приватизација на тоа што беше изградено, потоа ние го викаме реприватизација тоа. Ние ги приватизираме и услугите кои што ги би требало, значи утре очекувам да приватизираат и одбраната, на полицијата, ме разбираш. Дури имаме по државни институции каде што обезбедувањето го вршат приватни фирми за обезбедување. Значи ме разбирате, ние дури и безбедноста ја приватизираме. Значи кај нас се дешава, сега слушам, дури има некои сегменти каде што луѓето на телевизија или по социјалните мрежи многу малку можат да ги детектираат. Тоа треба доста копање, на пример, во одредени општини одржувањето на светлата се приватизирани, ме разбираш. Вау. Значи, ние имаме една брутална приватизација каде што не само што е уништено она што е изградено претходно, туку се уништува дополнително се што има како национален ресурс. Нас реките ни се уништени, почвата ни е уништена. Еве сега има иницијатива дека веројатно дел од плодното земјиште ќе се приватизира, односно ќе се продава веројатно на 50 години. Што е по мене катастрофа.